Лозарите не сакаат уште една неизвестна и турбулентна година. По минатогодишните протести, калкулации и незадоволства, годинава сакаат да кројат и да берат на сигурно. Поради ова, до министерот за земјоделство Аријанит Хоџа упатија писмо со барање, откупни цени, но и количините на грозје што винарниците ќе го земат, да ги знаат уште во февруари, а не како и секоја година досега продажбата да им биде неизвестна до септември. Винариите мора со време да му обезбедат информација на министерот која винарија колку грозје планира да откупи, поединечно од која сорта и по кои цени. За нас лозарите и оваа реколта најголем проблем ќе биде откупот и цената на грозјето. Велат од Сдруженијето напредни лозари. На овој начин, тврдат лозарите, точно ќе знаат колкови површини да одработуваат со што ќе заштедат и време и пари. Како лозари многу порано треба да дознаеме за откупот и цената на винското грозје, за да планираме како ќе го кроиме лозието. Ако не го сакаат целото грозје, зошто да се мачиме, да праскаме и да го работиме лозието, така само ќе го одржуваме. Ако пак има откуп и се бара квалитет, тогаш секој лозар знае како треба да се сработи лозието за поквалитетно грозје. Велат од Сдруженијето напредни лозари. Сдруженијето на лозарите уште во јануари до ресорното министерство испрати низа од барања со кои бара формирање фонд за исплата на грозјето од околу 30 милиони евра. Обезбедување алтернативен извоз ако цените се ниски, враќање на персоналниот данок на регистрираните земјоделци најдоцна до јуни наредната година, исплаќање на заостанатите субвенции во најбрз можен рок, исплата на редовните субвенции за одржување на лозовите наседи до Свети Трифун или 14 февруари и паралелно реализирање на дополнителната подршка.